Наместо тралала кривичната пријава која ми ја поднесе министерот за внатрешни работи за собирот со кој што го одбранивме Уставниот суд, исто така гром му одговара на министерот за внатрешни работи со кривична пријава. Нивната кривична пријава, за разлика од нашата, беше поднесена во очај, додека нас не обзема никаков триумфализам и напротив во една сталожена, тридневна консултација со правни експерти одлучивме да ја поднесеме кривичната пријава против министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски, и тоа за повреда на кривичниот закон и на законот за спречување на судирна интереси. Едната е за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, а другата според законот за спречување на судирна интереси. Имено, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски според тековна состојба на СДСМ, еве тековната состојба, покрај господинот Зоран Заев е одговорно лице во Социјалдемократскиот сојуз и исто така овластено лице и генерален секретар на истата политичка партија. Во исто време се јавува и како овластено лице во Министерството за внатрешни работи, според тековна состојба на Министерството за внатрешни работи, со полни права и обврски, исти онаква како што ги има и во собствената партија. Злоупотребата со искористување на службената должност и овластување извршена затоа што во својство на службено лице се водело од лични политички интереси во организирањето и учество на протестот. Извршил злоупотреба со пречекорување на службените овластувања затоа што на ден 15.3 во вечерните часови организирал приватна партиска забава или како што тие велат протест, во кој што и самиот учествувал, а како обезбедување на истиот настан го користел кадровскиот, техничкиот и целокупниот логистички капацитет на Министерството за внатрешни работи, каде истиот ја обавува функцијата министер за внатрешни работи. Еве доказ овде снимки на протестот на кој што министерот и самиот учествуваше. Со ова господинот министер за внатрешни работи сторил повреда на кривичниот законник член 353 став 1 кој гласи: службено лице кој со искористување на својата службена положба или овластување, со пречекорување на границите на своето службено овластување или со неизвршување на негова службена должност, ќе прибави за себе или за друг некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се здобие со казна затвор од 6 месеци до 3 години. Министерот за внатрешни работи ги пречекори службените овластувања и направил штета на министерството кое го раководи и сторил кривично дело со тоа што на протестот, на кој тој е организатор и има политичка корист, тој ги употребил униформираните и неуниформираните лица на јавната безбедност на Министерството за внатрешни работи, дел од управата на Управата за безбедност и контраразузнавање, како и ги употребил единиците за специјални намени или, како што таа се вика, единици за брзо распоредување со незиното тешко вооружување, хермелини и тешко оружје и така натаму, и со тоа пречекорување направил огромна материјална штета на Министерството за внатрешни работи. Министерот Спасовски направил прекршок и според законот за спречување на судирни интереси член 5 став 1 кој гласи: службено лице при извршување на јавните овластувања и должности не смее да се раководи од лични, семејни, верски, политички и етнички интереси, притисоци и ветувања од предпоставениот. Навистина ми е жал што мораме да ја поднесеме оваа кривична пријава, имајќи во предвид дека министерот за внатрешни работи таа кривична пријава против мене ја поднесе под притисок на собствената партија и на соросоидите, но во исто време мислам дека истиот треба да се преиспита дали има капацитет да води вакава значајна државна функција и практично со ова господинот Спасовски покрај Бобо Дајнер станува нова политичка жртва на собствената политичка партија. Дали имате инаку, еве ви го кривичниот закон, ќе можете да го прочитате, еве ви го законот за судирни интереси, цитирани се членовите, направена е значи штета од повеќе стотици илјади евра, ова ќе биде процесирано до јавното обвинителство, не до специјалното, туку до основното јавно обвинителство и натаму да се спроведе комплетна истрага за се она што правил господинот министер за внатрешни работи. Значи, кој губи има право да се љути. Повторно ќе кажам, луѓето во оче поднесуваат кривични пријави. Нашиот протест беше најавен и одржан токму таму каде што и го најавивме,
значи покрај АЕК и обвинителството, тамо беше поставена и нашата бина, тамо беа и нашите членови, симпатизери и граѓани, зашто имаме удредни и снимки. Во исто време припадниците на Министерството за внатрешни работи или било кој друг од луѓето кои што биле граѓани околу Уставниот суд не побарале да се тргнат, или можеби тие били исто така членови на Социјалдемократскиот сојуз, нити побарале, нити имало било каков конфликт, нити пак било какво спречување физичко за да се одржи тој собир. И ја не можам да разберам по кој основ тие луѓе биле спречени да го одржат својот протест пред Уставниот суд. Практично министерот за внатрешни работи си ги донесе хермелините, на нив, ако забележувате, значи во церада се ставени тешко вооружување митралези, значи си ги постави хермелините со митралези пред себе и самиот кажа дека не може да стигне до местото до кое што самиот планирал. Што значи дека на овие луѓе една сламка им е препка и не можеле сами да го остварат она што тие имале намера да го направат. Јас уште еднаш ќе повторам, ако тие мислат дека ние сме сториле кривично дело, нема проблем, ние сме подготвени да одговараме, не само пред судовите кои што тие не ги признаваат и пред нивниот партиски суд. Значи, едно е што ние мислиме, друго е Уставниот суд. Уставниот суд е чувар на уставниот поредок на Република Македонија и се работи за правна одлука која што Уставниот суд има право да ја донесе и никој нема право било кој орган во Република Македонија да го спречува во донесувањето на неговата одлука. А само сакам да потсетам дека имаше најави дека Уставниот суд ќе се пали, имаше најава дека ќе ги фрлаат уставните судови преку прозор, дека ќе ги тегнат за уши, а да ве потсетиме уште еднаш дека единствен некој што запалил суд, односно Врховниот суд во Богота, го запалил Пабло Ескобар во 85 година, убил 12 судии и во исто време 48 војници. На истото место било и обвинителството, што значи дека таков преседан како што го најавуваше Социјалдемократскиот сојуз и нивните организатори, освен во една мафијашка држава, односно каде што царуваат нарко картелите и босовите, на друго место не е виден нити е примерен.